Звучно списание Панорама, број 239, мај 2024 година. Панорама, звучно списание на Националниот сојуз на слепи на Република Северна Македонија. Точка 1. Импресум. 239-тото издание на звучното списание Панорама представува број на изданието на информирање на слепите и слабовидните лица, членови на Националниот сојуз на слепи на Република Северна Македонија, за месеци март и април 2024 година. Издава издавачко-информативен центар на Националниот сојуз на слепите на Република Северна Македонија. Звучното издание Панорама е снимено на 5.5.2024 година. Звучното издание Панорама е гласник на Националниот сојуз на слепите на Република Северна Македонија. Излегува еднаш на 2 месеци, односно се снима и се објавува онлайн на SoundCloud и YouTube еднаш месечно. Примероците од списанието не се враќаат. Звучното списание Панорама представува бесплатен примерок. Издавач Националниот сојуз на слепите на Република Северна Македонија, улица 11 октомври 42А, зграда на Дом на хуманитарни организации Даре Џамбас, 1000 Скопје. Телефон за контакт 02 32 46 537. Електронска пошта info@nssrm.org.mk. Интернет адреса www.nssrm.org.mk. Уредници Методи Атанасов, Глигор Самарџиски. Презентер на текстовите Глигор Самарџиски. Електронска монтажа Методи Атанасов. Ракописите и текстовите кои сакате да бидат објавени во звучното списание Панорама, испраќате ги на адреса Дом на хуманитарните организации на Република Северна Македонија, Даре Џамбас, Скопје, улица 11 октомври 42А, 1000 Скопје, за Национален сојуз на слепите на Република Северна Македонија или пак преку електронска пошта на Панорама @nssrm.org.mk. Точка 2. Напомена. Звучното списание Панорама го задржува правото дали и кога ќе ги објави сите доставени текстови исклучиво во согласност со редакцијската динамика. Штом бидат испратени авторските права во однос на материјалите, се префрлаат на Националниот сојуз на слепите на Република Македонија како издавач на звучното списание Панорама. За текстовите кои ќе бидат објавени во звучното списание Панорама не се плаќа надоместок од страна на издавачот. Ставовите кои се изнесени во текстовите на звучното списание Панорама не се ставови на издавачот, Национален сојуз на слепи на Република Македонија. Ставовите кои се изнесени во текстовите на звучното списание Панорама се исклучиво ставови на авторите на текстовите. Звучното списание Панорама прифаќа исклучиво материјали кои се конструктивни и не содржат текстови кои се против законите во Република Северна Македонија. За да бидат објавени вашите коментари, треба да бидат исклучиво во контекст на темата на текстот и да се достоинствени кон авторот и останатите коментатори. За да го добивате звучното списание Панорама, ве молиме контактирате го секретарот или секретарката на вашето локално здружение на слепи лица, кој ќе ви обезбеди формулар преку кој ќе се пријавите за да го добивате списанието и на кој можете да одберете дали ќе ви се доставува на домашна адреса, на електронска пошта или на двата наведени начини. Вашите коментари, текстови и авторски дела ве молиме да ставите ги на електронска пошта на panorama@nssrm.org.mk. Напоменуваме дека звучното списание Панорама е достапно и на страната на Националниот сојуз на слепи www.nssrm.org.mk во делот на списанија Панорама. Во звучното списание Панорама се објавуваат прилози за издавачот, прилози за работата на другите здруженија, прилози за актуелни теми, новости од секоја сфера, литературни прилози, култура, информации и друго. Точка 3. Содржина. 3.1. Женскиот комитет на ЕБУ ги исподелува достигнувањата од 2023 година и работниот план за 2024 година. 3.2. Младите украинци со попречености се борат за правата на лицата со попреченост и одржливост на животната средина. 3.3. Европски договор за инвалидска карта. Чекор напред за слобода на движење.
3.4. Донесена регулатива за подобрување на спроведувањето на правата на патниците. 3.5. Меѓугрупа за попреченост. Избори во Европската унија и повторно воспоставување 2024 година. 3.6. Украина. Најдобра практика во деинституционализацијата за деца и млади луѓе со попреченост и високи потреби за поддршка. 3.7. Шпанија го измени својот устав за да ги промовира правата на лицата со попреченост. 3.8. Закон за спречување и заштита од дискриминација. Иницијатива од Националниот сојуз на слепи. 3.9. Нови тактилни платежни картички. Комерцијална банка АД Скопје. 3.10. Резултати од проектот Убунту, Понтеведра, Шпанија. 3.1. Женскиот комитет на ЕБУ ги споделува достигнувањата од 2023 година и работниот план за 2024 година. Женскиот комитет на ЕБУ објави извештај за нивните активности од 2023 година, споделувајќи ги успесите во голем број акциони области врз основа на работниот план 2023-2026 година. Некои од нивните врвни моменти вклучуваат застапување за правата на жените со попреченост во иницијативите на ЕУ за борба против насилството врз жените, правата на жртвите и штетните практики. ЕБУ ја продолжи својата кампања за забрана на присилната стерилизација. Подготовка и усвојување на третиот манифест на ЕБУ за жени и девојчиња со попреченост. Објавување на ажурирана верзија на водичот за ЕБУ за ангажман со Комитетот на Обединетите нации за елиминација на дискриминацијата врз жените. Комитетот на жените, исто така, го објави својот работен план за 2024 година, поставувајќи ги нивните планови за консолидирање на нивните досегашни активности и насочувајќи ја работата на Европскиот форум за попречености за правата на жените и родовата еднаквост како целина. 3.2. Младите украинци со попречености се борат за правата на лицата со попреченост и одржливост на животната средина. Ана или Ана Деркач од Черкаси, Украина, ја представуваат EcoShell, организација фокусирана на управување со отпад. Тие присуствуваа на Академијата за правата на лицата со попреченост во Рига, стекнувајќи увид и искуства за да ги вратат во Украина. EcoShell ги едуцира младите со попреченост и родителите за управување со отпад. Нашата иницијатива започна од пред 3 години со напорите на Ана да промовира намалување на отпадот и правилно селектирање. Го посетивме центарот Лаипа Рига, инспирирајќи не да рециклираме ресурси од отпад. Започнуваме кампања за застапување која се фокусира на младинските права, вработувањето и прашањата за животната средина. Во Черкаси, жителите активно го селектираат отпадот, покажувајќи зголемен интерес. Академијата во Рига обезбеди вредни сознанија за пристапноста и заштитата на правата, кои имаме за цел да ги спроведеме во Украина. Возбудени сме што ќе го вратиме со нас она што го научивме и ќе продолжиме со нашата работа за правата на лицата со попреченост и еколошката одржливост во Украина, изјавија Ана Илијана. 3.3. Европскиот договор за инвалидска карта, чекор напред за слобода на движење. Европскиот форум за попреченост го поздрави постигнатиот привремен договор за Европска карта за попреченост постигнат од институциите на ЕУ, што означува значајна пресртница за слободата на движење. Клучните точки се следниве. Законичниот текст на картичката може да се гласа пред да заврши законодавниот мандат, со што ќе се забрза неговата имплементација. Позитивните аспекти вклучуваат вклучување на транспортни услуги, бесплатно издавање и обновување, веб локации на ниво НЕУ и национални информации и заштита на приватност. Разочарувачки, барањата за привремена поддршка за попреченост за временна работа и студирање во странство, финансирање од ЕУ за имплементација и исклучоци за конкретни услуги не беа вклучени. Долгите рокови за транспортирање и имплементација значат дека картичката ќе бидат потребни 4 години за целосно да се материализира. Европската паркинг картичка е исто така зајакната со појасни временски рамки за испорака, дигитални функции и вклучување на брајово писмо. Се чека формално одобрување од Советот на ЕУ и Европскиот парламент, пошто ќе следи објавување во официјалниот весник на ЕУ. Јанис Вардакастанис, председател на Европскиот форум за попреченост, го нагласи значењето на картичката за вклучување и попреченост во европскиот проект како клучен елемент од развојот и соработката на овие институции.
3.4. Донесена регулатива за подобрување на спроведувањето на правата на патниците. Оваа регулатива има за цел да го подобри спроведувањето на правата на патниците во сите видови транспорт, вклучително и воздушен, воз, автобус и воден транспорт. Воведува нови обврски за превозниците, менаџерите на инфраструктурата и националните тела за извршување. Превозниците и управителите на инфраструктурата мора да усвојат стандарди за квалитет на услугата и да пријават поплаки поврзани со попреченост. Националните тела за спроведување мора да спроведат проценки на ризик и да развијат програми за следење на усогласеност, вклучувајќи ревизии и инспекции. Недостатоци. Различните правила за превозниците и менаџерите на инфраструктурата може да доведат до нецелосно известување за поплаки поврзани со попреченост. Националните тела за спроведување немаат ресурси и моќ, што ја ограничува нивната ефикасност во спроведувањето на правата на патниците. Иако авиокомпаниите мора да обезбедат дополнителен билет бесплатно за лицата со попреченост на кои им е потребен придружник, оваа одредба не е сеопфатна. Мултимодална регулација. Овој предлог има за цел да ги воспостави правата на патниците за мултимодални патувања, комбинирајќи најмалку два начини на транспорт. Ги повторува постоечките права во специфичните начини на транспорт за мултимодални патувања. Сепак има ограничување. Се однесува само на 0,7% од патниците и исклучува одредени видови мултимодални договори, ограничувајќи ја неговата ефикасност. Правата на патниците при мултимодални патувања ќе бидат ограничени. Заклучок. Иако регулативите решаваат некои прашања, тие не успеваат целосно да ги решат грижите во врска со правата на патниците, особено за лицата со попреченост. Потребна е акција за да се обезбедат правата на патниците со попреченост за време на воздушниот сообраќај и да се решат проблемите со оштетената опрема за мобилност. 3.5. Меѓугрупа за попреченост. Избори во Европската Унија и повторно воспоставување во 2024 година. Европратеникот Хозе Гусмао неодамна го свика состанокот на меѓугрупата на Европскиот парламент за попреченост пред европските избори во јуни 2024 година. Овој собир имаше за цел осврт за минатите достигнувања, поуки од искуствата и поставување јасни цели за законодавниот мандат. Обликување стратегии за кампањата за предстојните избори, залагајќи се за приоритизирање на правата на лицата со попреченост од страна на новиот Европски парламент и комисија. Извршниот комитет на ЕДФ ги наведе клучните политички приоритети за европското движење за попреченост, вклучувајќи усвојување на Европска карта за попреченост ширум Европската Унија за доследно признавање на статусот на попреченост. Елиминација на присилната стерилизација на жени и девојчиња со попреченост во сите земји членки НЕУ. Решавање на дискриминаторски празнини во сегашното законодавство за правата на патниците, формирање на Европска агенција за пристапност за подобрување на капацитетите на ниво на ЕУ, национално и локално ниво. Измена на предлогот на Европската комисија за заштита на рандливите возрастни лица за усогласување со CRPD. Континуирани напори за пакетот за вработување, Директивата за известување за корпоративна одржливост и Директивата за корпоративно должно внимание за промовирање на инклузивноста и корпоративната одговорност. 3.6. Најдобра практика во деинституционализацијата за деца и млади луѓе со попреченост и високи потреби за поддршка. Иако можеби беше амбициозно да се очекува украинската влада да ја даде приоритет на деинституционализацијата со оглед на сегашните околности, со поддршка на Европската Унија, меѓународните организации и невладините организации како ADF, владата навистина го направи преместувањето на децата надвор од институциите и во опкружувањата на заедницата. ADF ја предводи програмата во една институција во земјата за да покаже како децата со попреченост можат да напредуваат во семејната грижа, тесно соработувајќи со партнери како што Украинската мрежа за правата на децата и националните и регионалните власти. ADF има за цел да обезбеди сите деца во институциите да добијат поддршка за да се интегрираат во заедницата. Почетната фаза на програмата вклучуваше регрутирање и обука на локален тим за да обезбеди терапевтска, социјализација и образовна поддршка на ризични деца. Во рок од 6 месеци беше евидентен значителен напредок при што децата покажаа подобрување во тежината и стекнувањето вештини. Во моментов, проектот е фокусиран на
Проширување на тимот за да се вклучат физиотерапевти, образовни координатори и социјални работници за да се олесни транзицијата кон живеење во заедницата. Напорите, исто така, вклучуваат повторно воспоставување врски со родителите, регрутирање згрижувачки семејства и обезбедување на секое дете интегрирано ова образовниот систем. Успехот на оваа иницијатива служи како план за транзиција на сите деца со високи потреби за поддршка надвор од стамбените институции низ Украина. 3.7. Шпанија го измени својот устав за да ги промовира правата на лицата со попреченост. Минатата недела шпанскиот устав беше изменет за да се согласи со правата на лицата со попреченост. Амандманот се однесуваше на членот 49, кој ги опишува лицата со попреченост на штетен начин, а е резултат на долгата кампања на ЦЕРМИ. Членот 49 се уште користеше медицински пристап, спомнувајќи хендикепирани наместо лица со попреченост. Дополнително, во предложената измена посебно ќе се споменат жените и девојчињата со попреченост. Им честитаме на ЦЕРМИ и на целото инвалидско движење за ова значајно достигнување. Јанис Вардака-Станис, претседател на Европскиот форум за попреченост, изјави: Им честитаме на Шпанија, особено на шпанското движење за попреченост, за оваа историска уставна реформа. Таа го коригира погрешното верување дека лицата со попреченост се помалку од и не носи чекор поблиску до обезбедување на нашите човекови права. 3.8. Закон за спречување и заштита од дискриминација. Иницијатива од НССРСМ. Националниот сојуз на слепи на Република Северна Македонија одржа повеќе состаноци со представници на Сојузот на слепи на Република Србија, кои се одржаа во Скопје и Охрид во периодот од 2.4. до 5.4.2024 година во хотел Конгресен центар Охрид. На средбите се разговараше за подобрување на законот за спречување и заштита од дискриминација, на кој како гостин учествуваше и членот на комисијата, господин Душан Томшик. Дополнително на средбите се разговараше и за продлабочување на соработката помеѓу двата сојуза во наредниот период од различни аспекти. Од страна на НССРСМ ќе се поднесе преставка по овој состанок до Комисијата за заштита од дискриминација за промена на членот од Законот за нотаријат, кој предвидува двајца сведоци задолжително со секое слепо лице кое заверува една обична изјава, и преставка за промени во однос на факсимилот, кој се уште не е регулиран како подпис, а слепите лица го користат најмногу. 3.9. Нови тактилни платежни картички. Комерцијална банка АД Скопје. Националниот сојуз на слепи на Република Северна Македонија на 15.4.2024 година одржа пресконференција во соработка со Комерцијална банка АД Скопје по повод воведување на тактилни платежни картички кои ќе им помогнат пред се на слепите лица и на лицата со оштетен вид полесно да ги идентификуваат и да ги разликуваат нивните платежни картички. Председателот на Националниот сојуз на слепи на Република Северна Македонија господин Жарко Силковски на пресконференцијата изјави: Комерцијална банка е предводник во однос на инклузивноста и пристапноста на банкарските услуги за лицата со оштетен вид. Воведувањето тактилни платежни картички е значаен чекор напред во обезбедувањето еднакви можности за нашите членови и за сите лица со оштетен вид. Новите картички не само што ќе им обезбедат поедноставен пристап на слепите лица до нивните финанси, туку и значително ќе го подобрат нивниот секојдневен живот. Веруваме дека реализацијата на ваквите иницијативи не само што ќе го подигне степенот на свесност за потребите на лицата со оштетен вид во општеството, туку и ќе ги инспирира останатите компании да го следат нивниот пример и да се вклучат во создавањето на поинклузивно општество за сите. Ова е уште еден доказ дека секој мал чекор, секој мало дело го гради светот во кој сите сонуваме да живееме. Свет посветен на различноста и исполнет со взаемно разбирање и соработка. 3.10. Резултати од проектот Ubuntu Понтеведра, Шпанија. Во периодот од 18.4. до 26.4.2024 година, тројца членови на НССРСМ со уште тројца волонтери од нашата држава заеднички учествуваа на проектот поддржан во рамки на програмата Erasmus+, на темите развој на социјално учество, активизам и волонтерство во Понтеведра, Шпанија. Заедно со уште 25 други млади луѓе помеѓу 18 и 30 години од Шпанија, Португалија, Италија и Бугарија, нашите членови Филип Арсов, Блаже Зафиров, Кристијан Лазарев и волонтерите Ивана Печкова, Ангела Туриманџова и Глигорчо Самарџиски како секретар 8 дена посетуваа и волонтираа во неколку локални социјални претпријатија, невладини организации и граѓански иницијативи насочени кон зачувување на локалната култура во Галичија, Шпанија,
животната средина во овој регион, како и за поддршка на лицата со попреченост и другите маргинализирани заедници. Покрај волонтирањето и учеството во разните активности, нашите представници имаа и можност да остварат контакти и да се вмрежат со други организации што работат со млади и со маргинализирани заедници, да ја представат македонската култура и традиционалната кујна пред учесниците од другите држави, како и да направат работилница за учесниците од другите држави на тема како функционираат лицата со оштетен вид, со можност за прашање, одговори и практично демонстрација и директно искуство со технологијата и помагалата што ги користат лицата со оштетен вид. Сето ова нашите членови заедно со волонтерите што ги придржуваа го направија со голем ангажман и посветеност, што му додаде дополнителна вредност на проектот. Инаку, носител на проектот Ubuntu беше организацијата Ticket to Europe од Шпанија, додека Националниот сојуз на слепи беше партнерска организација и ова беше наша втора соработка со нив, по минатогодишното партнерство во проектот Нула отпад, Zero Waste. За крај, мораме да нагласиме дека Националниот сојуз на слепи на Република Северна Македонија и во иднина ќе се стреми кон остварување нови партнерства и креирање нови активности за своите членови, особено за помладите. Така што продолжете да најчитате и наскоро очекувајте и други слични успешни приказни. Крај. Почитувани слушатели, ви благодариме за вниманието кое го пројавивте за звучното списание Панорама. За да го добивате звучното списание Панорама, ве молиме контактирајте го секретарот или секретарката на вашето локално здружение на слепи лица кој ќе ви обезбеди формулар преку кој ќе се пријавите за да го добивате списанието и на кој можете да одберете дали ќе ви се доставува на домашна адреса, на електронска пошта или на двата наведени начини. Вашите коментари, текстови и авторски дела ве молиме да ставите ги на електронска пошта на panorama@nssrm.org.mk. Напоменуваме дека звучното списание Панорама е достапно на страната на Националниот сојуз на слепи www.nssrm.org.mk. Во делот на списание Панорама. Во звучното списание Панорама се објавуваат прилози за издавачот, прилози за работата на другите здруженија, прилози за актуелни теми, новости од секоја сфера, литературни прилози, култура, информации и друго. Ви благодариме за интересот и на укажаната доверба. Ваш Национален сојуз на слепи на Република Северна Македонија.